Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, драги луѓе, добро вечер, Редкастери, добро вечер, Македонијо. Вие го следите 10-то издание на Редкаст, последно во 2025, а за крај на годината секојаш се разбира го чувам и најдоброто, но за мојот гостин ќе дознаете за кратко. Прво, како што е ред, да си го поздравиме нашиот спонзор, а и луѓето нели кои што не поддржуваат, оние кои што не критикуваат, оние кои што не шеруваат. Продолжете така, дечки, навистина ни значи. Секако тука и Клима Лайф. Доколку се уште не сте набавиле клима, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075-660-092, а момците ќе се погрижат за се останато. Вечерва во Редкаст, како последно издание од оваа година, ни доаѓа еден човек што знае како изгледа пат од висина и како се станува од пепел. Тој е поранешен репрезентативец, одбојкар, што ја знае болката на мрежата, на терен се бореше за секој поен, а денес се бори со огнот. Пожарникар по професија, а борец по карактер. Ова не е приказна за пораз, ова е приказна за човек што не изгоре, туку зајакна. Дарко Ангеловски Шаби, добре ни дојде во Редкаст. Ај, добро ве најдов прв пат, кој што ме најави последен гостин, ама последен гостин, или ја последен сум, или прв или последен, нема тука средина, да. Фала на поканата, ајде прв пат сме у Редкаст, мислам дека нема да биде ни последно, интересно ова покана не ја одбивам, одмарав малце од подкасти, да ти кажам, и сега вака декември малце ме набиен распоред, ама сепак фала, поздрав и да тие клими што до спонзорот. Да. Си купивме клима сега со супругата, да ти кажам, да знае порано, да знае, па да ме викнеш у август ке купиме у септември. Ако добро се сеќавам, имавме еден обид да ни гостуваш, ама тоа беше у некои фрки. Да. И не беше баш слободен за да дојдеш, меѓутоа ете се одважи сега и па точно да сега на една страна сум се ослободен, на друга страна сум сум заузет, да кажеме, ама една врата се затвора, друга се отвара. Ќе спомнеме малце околу твојата болка која што како што гледам се уште е присутна, меѓутоа веќе полека ја отфрлаш и гледаш да си се усмериш у тоа што да се насмееме. Да, и да се насмееме нормално. Ај вака да почнеме малце шаби, може со шаби да. Да, бе, па и ти не. Сакам во Редкаст да ни дадеш една лична карта твоја, еден опис за твоето детство, за тоа каде си растен. Може би си го кажувал по други подкасти, меѓутоа во Редкастите за прв пат сакам за нашата публика која што не те гледала до сега да дознае од каде си, од кое мало си, скопско дете ли си, кои си твоите корени, каде учеше основно и нормално љубовта кон одбојката за која што ќе стигнеме. Ред поредом, значи скала по скала ќе идеме. Да. Да, како бе, Кирил да ти кажам, Мичуринец. Роден Мичуринец, да. Роден, една година сум постар од тие мичурински средби, да ти кажам, и се гордеам со тоа. Роден во 94-та, да ти кажам, наша Македонија. Блаже Коневски, да. Тука се раѓа брат и одбојка се раѓа тука, малце покасно. Како дете, шо да ти кажам, брат, бегање од часови. Тоа сите професори што беа, малце мислам наставници што ни беа во основното школа, де лоши, де не лоши, двојки, тројки, нема на тренинзи идење, има на тренинзи идење, па доаѓаш напор малце се прави некој за да успееш у нешто, ама тете си доаѓа, брат, у Мичурин така некако, ја што викам сега што живее у Мичурин, малце живееме ние на некој ураниум подземје, има брат, имаме подземни води, има подземни води, да, и сонуеш нешто глупости. Да. Катастрофа, ама имало тоа удел, да знаеш. Да, има удел, да ти кажам, поздрав до сите мичуринци, ама брат, ја да ти кажам, нека секој своја прича си е од, мислам, од овие скопски мало. Какви игри игравте како деца? Брат, баскет игравте? Лупавме баскет, да. Да. Па мислам и љубовта кон баскетот била увек у крвта моја, да немам. Си лупавме многу баскет и тоа и турнири 3-3, сега нели се дигна малце фама со тоа 3-3 боле од обичната кошарка, ама кога брат жмурка на топка, ке кажам, тој костурот кога ќе ја товареше, не можеме да, брат, не знаеш, трчај по топки. Добри, интересни игри имаше, знаеш, тоа детството со граници, со жмурки, со жмурка на топка, брат, исто, да. Па исто ти е мало. А со одбојкава како? Брат, одбојка на 15 години, 8 одделение, многу покасно што
тренираат сите други овие репрезентативци што имале секакви услови. Некој те тие понуди како нешто имаш брат, дојде во Блаже Конецки, нели е познато по таа школа по одбојка дека е. Познатиот Војче Синадиновски што го оформил работнички, бил тренер во Вардар. Бил професор по физкултура југословенски го кажа. Талмански по југословенски подкаст. Да, физкултура и да ти кажам од таму ни доаѓа наставник Дејан Стојанов, што многу ја изфорсира одбојката и не собра генерација некоја интересна. И како тебе баш те зема да бидеш или сам се прие? Не гледаше професорот, мислам наставникот не гледаше. Ако не си пипнал и тој нема пипната брат, сите осмо одделение, колку бе метар 60. Фудбал игравме. Да, па лупавме фудбал на час. Ама ајде, дојде пред да дојде Дејан, све игравме освен одбојка. Мрежа намести Дејан мрежа, да ти кажам, не ја извадивме. И од тогаш ајде дека он беше тренер во Вардар и не собрено 5-6 деца, дојдете да тренирате одбојка ако сакате. И тука прелом, знаеш, се прави распуст, доаѓа прва година да си упишеш средно, и ова го немам кажано нигде да ти кажам. И доаѓа и се упишувам у хемиско, ајде, у аеродром школа. Не си одличен, не Јосип Брз, да. Пешки идење до школа. И више прва година, септември, октомври, ноември, не ми си иде брат на одбојка, јавување тренерот, мислам тренерот, наставников Дејан, доаѓа да тренираш, вика, правиме, вика, некоја млада генерација, истите 5 души си одиме, и од тогаш почнува некој професионален одбојкарски живот. Да се заљубуваш поише од одбојка, дека ваму си ја тапкал топката само во основно, и сега почнува нешто тактички дел, како што доаѓа во секој спорт, да се заљубиш поише, доаѓа брат, више се отпишувам од хемиско. Како се отпишуваш од хемиско? Се отпишувам и идам во физкултурно. Па дека имав проблеми таму, не ме пуштаа на тренинзи, па доаѓа Дејан да ме вади, да ме прави се утакмици. И на крај доаѓа се упишувам во физкултурно. Физкултурно дојде трета година, имаше многу разбирање дека е спортска гимназија. Така. И од трета година мене ме зимаат во репрезентација. Имаат разбирање, сите репрезентативец, КФО имаше многу да државни прваци бевме во физкултурно, гимназијади која се прави и на гимназијада сме шампиони. Тоа се јадевме со Струмица дека беа најталентирани, дека беа најталентирани, најзвезди беа во одбојката. Ама дојде физкултурно и потепа 2 пати, да ти кажам, и тоа у финале 2 пати по 2-1, и тие ми се први најсладки победи дека се случиле во одбојка во моја кариера. Значи ти директно влагаш како во репрезентација, млада репрезентација, поставувам 20 години, како е тоа, како се... Па прво иде кадетската таа до 18, па до 20, и умеѓу време додека траат тие, ме викаат на широк список за сениорска. Сега добро, а некој клуб нели те зима за да играш? Вардар сум тука ја. А Вардар си постојано? Си постојано, да, вардарско дете. Затоа што ако иде у работнички, татко ќе ми се наљутеше дома. И морам да идам у Вардар. Татко е вардарски човек. И цела работа е што доаѓа на 17 више, па 17 години на припреми во Крушево, ме зимаат мене прво либеро за репрезентација. Блетко си Алиција, брат, не знаеш кај си, што си играш квалификации за европско. И тука дали ме фрлија во оган, дали ќе издржам, дали ќе се откажам. И братуше поише мотив ми дада за да идам, ама да идеш тврдокорно. И од тогаш се залета замав взимање. И сега не сум репрезентација. Ке зборниме за тоа, сега колку години имаш вака? 31, брат. 30, да, прокелјав сум некој видот. Не сум шишан. Берберот ми беше затворен со бајле. Ја не сум си шишал срам да ви. Ај ке си шишаме 2026, брат. Кажи ми, 10 години си се занимавал со одбојка. И 3 интернационални искуства, брат. Секоја чест. Во Ниш. Тоа мислам, тоа што сум го направил. Друго ми беше прашањето, извините. Има ли се живеели од одбојката како професионален одбојкар, само тоа го правеше, ова со пожарникаров, сега после пред 4 години сум пожарникар. Пред 4 години, а пред тоа како преживуваше? Кој те плаќаше од репрезентација? Не бе репрезентација, немавме ни дневници, тогаш ни ништо, одидевме, игравме за љубов од државата. Од Вардар клубот, стипендија што ми следеше од државата, таа тогаш беше 2700 денара спортска надеж, од тоа живееш и од клубот Вардар ќе ти дадат брат 100 евра ќе ти дадат, ти радо се, ни патики опрема, само ќе ти дадат еден дрес, па чуве го, кукај го да треба да го вратиш. Да, тоа бедно беше брат, затоа што монзори, дали имало, дали немало, не знам финансискиот извештај како им бил на клубоите, особено на Вардар,
ама после кога се разбистрија сите работи, брат, испадна дека деца ние стварно сме ја сакале од бојката, некој друг од љубов, да. И рачунај, сум играл 3-4 години само за љубов, брат. Патеки да ми даеле, брат, сум се радувал. И ајде дома знаеш татко Југословен имаш. Ајде бе ти дале патичиња, иди продолжи, не барај пари. Добро и само брат, ќе земеш, ќе си научиш нешто, репрезентација доаѓа и у репрезентација више почнуваат сите позитивни работи, да учиш многу поише од бојката, да стануваш професионалец и од тоа не се живее, брат. И од кога ќе дојдеш... Реално Македонија од кој спорт се живее? Па, брат, рачуне, еве, ракометов го гледаш до кај, брат, еве и они странци многу носат, младиве деца, брат, сакаат у странство да играат, странците сакаат тука да играат. Измешано е, брат, карамбол направено кod турли тава, брат, што се правела во 84-та година Јованка на Тито што ма брела. Добар си. Нешто вака парт-джаб имаше као на страна си чепкаш? Брат, да, со татко ми работев, работев, идев му помагав, татко ми дека е водовоđа. Идев му помагав, брат. Чирак, брат, и тоа цоклиња сум штемал од тука донде. Мајсторот доаѓа само финеси да ги прави. Тоа било, брат, сум работел приватно, брат. Радник си, брат, тоа ми се свија, нема... Брат, кафичи, келнери, со балони имам работен на апликации со балони, со Чичко Диме, Бог да го прости. Брат, сегде кај што имало, мислам кај што имало, да се иде да се прави. И после од бојката више ти доаѓа на 21 година, шпринт фаќам во Ниш. Во Ниш? Во Ниш, да, прво интернационално искуство, тоа што го имам направено, брат, за само лично за мене би за да... Некој клуб во Ниш? Во Ниш, да, Ока Ниш се вика клубот. И правам со тоа што си плаќам јас сам сертификат во Европа, брат, играм цела година без пари. Само за да се напредувам. Тоа, ако го имаш слушнато од некој брат од општо у спортов, и тоа со зимање кредит од домашните, 2000 франци, за да си платам, брат, за да играм, со рефондирање на клубот. Јас само уствари сум играл за нула, брат. Јадење платено, апартман, мислам, стан платено таму, идеш, тренираш, тоаш добро, и таму бевме млада екипа, брат, 4-то место завршивме во лигата, што... Добро, Србија е малце понапредно од нас, со бојка или не? Па, брат, рачунај исто... Пошто немаат некои успеси они? Па, брат, исто рачунај тоа, као се вика, Брушка Лифа и зграда кај што живеам, токава е разликата, брат. Значи... Да, многу е големо, условите, брат, се исти, да ти кажем, само некако... Кода им е вметнато, брат, на србиве, особено од бојката, брат, да тренираат, ја што ми стои една теза така во Србија кога бев, сите што имаа од 18 до 21 година, сите студира учеа факултет. Никој не кеше да иде у странство. Сите си завршуваа факултет и се си правеа. Тука у Македонија, кај нас беше обратно, сите ги тераат деца да идат вонредно, да не иди на факултет, ќе успееш од бојката. Еве сега да ти кажам, лани се запишав ја на факултет, брат. Добро. Затоа што сега имам време, никад не е касно, да, место да сум го направил тоа, некој да ти дал добар патогас, затоа што образованието што викаат пред све и многу добро би ти било сега да си факултетски образован, а не сега да се малце на покасни години да учиш факултет. Со бепчето си одам на факултет, да ти кажам, и заспива таму нонстоп на предавање. Се шалам. Не зашто да се шалиш, и тука ние бепчето, поздрав до Кријанче, може публиката не може да ја види, ама дојде да го поддржи тато, нормално со мама. Да. Мама уствари е и берберот, да знаеш. Добро. Затоа кажам, вчера не работеше. Личен си. Вчера не работеше, бев ноќна на работа, не можев да ја фатам тука измеѓу негде и... Ајде кога сме кај фамилиарниот статус, сега брзо стана тато? Да, 6 месеци за некој ден. Како се чувствуваш вака? Ти се промени ли животот? Сега, па тоа е исто, брат. Обврските, малце и стилот, односно и начинот на живење, и начинот на согледување, не го гледаш веќе животот се исто. Пошто имам 3 деца, брат, и знам како е, фала и твоите, и твоето, и уште да си направиш. Дај Боже, да множиме на цијела. Ајде малце околу татковството. Брат, не знам, знаеш она и вали кај тебе исто кога кажале прво кога се роди ќе видиш како ќе се направи. Несвесно ти се менја, уствари свесно. Почнуваш да живееш. Почнуваш да живееш, да, бе. Ти си на трето место. Тоа го коментираме дома. Кругот се стеснува до тој степен што стварно си гледаш кој изминатото пред да се ожениш и пред да имаш дете, ти се стварни верни пријатели, фамилиарни кои ќе ти дојде да те види, да не те види, тоа уствари тука мислам дека детево, сопругата, што се жени, што го менеш стилот на живот, нормалниот, е
многу попозитивно да видиш кој е со тебе, кој не е со тебе, кој ќе ти дое на гости да те види бар едно кафе да испиеш. Ви помагаат ли баби и дедовци? Помагаат, бе, брат. Мислам помагаат. Сега ние сме сами си живееме, сакавме да се трнеме, мислам да се трнеме, да малце на страна да бидеме, да направиме некој ред на јадење, пиење, спиење, какање, мењање, пелење, бањање и све така натака. Уште цицаме, да знаеш, не сме на формула. Тоа е добра работа, мама таму дека ми е жената тето, викам, млекара тето отворена. Добар си. Добро, не викај одмо таму, чекај. Да, ама се менја, брат, искрено ти кажам. И многу попозитивно, брат, веруј ми. Ја од 7 до 7 работам 12 сати, рачунеот докај што живееме ми треба 10 минути, брат, многу ми е 10 минути, брат, да нема семафори са дома да си отидам, брат, разбираш, да видиш да цена сме и жена и дете и све како што треба, да сме живи и здрави, само ете. Да. Ти викам све. Значи среќен си како татко. Брат, ја мислам дека нема посреќен од мене, а некој нов татко ќе каже исто нема посреќен и од мене. Ја мислам дека среќата е. Се гледа така, светиш во очите. Епа ноќна бев, не бев спан, брат, да ти кажам. Да. Одлично. Ајде кога сме кај работава. Ти кажа пред 4 години си се вработил како пожарникар. Што треба да има еден човек, какви скилс, способности, нели, да исполнуваш таму некои услови за да станеш пожарникар? Прво треба да си бестрашен, предпоставувам. Па не, храбар. Затоа што не можеш да така се бутне брат у нешто со оган со чат, не кеш да се доближиш, ќе се ужиш, нема да влезеш внатре. Опрем имам брат, цела опрема. Да, после ќе те прашам која ти била така најадреналинска акција што имаш направено. Па има доста брат за 4. Слушај, мене да ме прашаш за 4 години, имам нешто видено за разлика од тие постарите колеги, што се тие постарите колеги. Сега пожари наеднаш, порано немало толку. Па немало, што се запалија и планини. Сега бев на пожаров што беше во Чаршија. Не видов, се имало пожар? Па да, таму горе кај пивница. Имаше таму, изработивме. Брат, не знам што се дешава. Мислам, објект гореше? Објект, да. И сега работата е нормално, брат. Мора до задни жар да го изгасиш, па да се враќаш у база. Тоа е многу. Ајде да се вратиме, да не се распинуваме. Како брат, ти реши да станеш пожарникар? Ради брат почеток ради одбојкава и ради финансиски ради рачунај ја од кој играм одбојка, работен стаж немам. Работниот стаж не е регулиран со спорт, да, со ништо. За репрезентација што сме играле. Фудбалери имаат стаж, брат, што играат ваму по Реал, по Манчестер. Па брат, рачуне во другиве држави е све регулирано, он плата зима. Ја на пример сум зимал плата по зајмица. Јас сум зимал плата на домесна хранарина, разбираш, ништо не било направено, нешто си ги гледат дупките валја за да избегнуваат даноци, не знам, сега може ќе откријам нешто, ујупа да им влезе клубови. Па слободно овде се кажува, немаме. И работава е што ништо ете и за репрезентација нема ни толку години што се играни, ништо не е регулирано, затоа што јас сум бил со главата, да имам фамилија, да правам све, затоа што не ми се гине посаливе више до уште 10 години планирам да играм, а после тоа Кирил, шо ќе правам после 10 години? Чекам реално одбојката до колку до 40 се игра? Бат, ја вака ако ме држи здравје до 50 ќе ми играм и никој нема да ме смени. Ама сега ти моментов не играш нигде или си? Играм во работнички сум сега, да. Сега си во клуб. Да, затоа што Скопје нема ни еден клуб освен работнички. Се татко ти не ти се љути. Па не ми се љути дека нема каде, нема каде тука. Да, иди, да. Да, има сега у работнички сум, тука си играм, тренирам све со работа, дома. Све како што еве Киријана доаѓа исто сали си спие. Да, гледам вака ја навикнувате од малечка ја јачате. Па така да, и има се тренира, се прави, ама работа што ти викаме од одбојка што беше. Почнавме за пожарникар. Да, и почнувам не да истражувам. Доаѓа на татко ми колега, бада ќе го спомнам и доаѓа вика државна работа, вика ако работиш, особено полицајец, војник или пожарникар, има у законот, сите земји е регулирано, кој спорт да го играш, ако играш за репрезентација, те ослободуваат. И мене тука ми се јава желба на 15 години да бидам пожарникар. 2015 идам на прв конкурс, сам. Идам на конкурс, клекови, стомашни, пливање, качување, Куперов тест. Добро, на 15 години ти не можеш да се... Не, на 2015 ти викам, да, 20. Тоа пред да идам за прво отидов на конкурс, па отидов за Ниш. Дека не се вработив. А не те примија тогаш? Не ме примија, да.
Да, највише имаше на тој конкурс стварно спремни дечки, тие што се примија стварно спремни. Може јас сум бил. Сега ти се колеги? Сега да, колеги, да, и ја кажав еден ден ќе бидам пожарникар, бар еден ден работен стаж да имам. Сакам да бидам пожарникар со тоа за да сепак играм за репрезентација, па ќе ме ослободуваат, за да можеш и таму и таму да си. Да, и на крај доаѓа 2021 нова година, за конкурсот ти се истите склекови, стомачни, куперови тестови, имаш уствари на 4 недели ти 4 недели, ајде да не го кажам така, на 4 нивоа ти, 4 левела и треба да ги исполниш сите, за нив ти психички тест, физички треба да си спремен. Треба да си спремен ако за да се качиш брат од надворешна страна со скала кукаче има, да се качиш и тоа ти е во приемниот, мислам во конкурсот, а се плажеш од висина брат, мислам дека па брат имало да ситуации се лепи за се лепеле луѓе за скалата, брат не може тоа страв натрешене од главица. Да, па нормално, тоа е едини страв на човекот што го викаат овие паметни луѓе што истражуваат. Јас затнував таму, имам едно гнездо од ластовички, многу ми беше жал, живеат 15 години, ама уролетна, ја на 6 спрат сум на Лисич. И уролетна од оздола по таквото кај фасадата влагаат и треба од надвор да излезеш. Да. И да го затворам просторот. Со она пур пена земав и жена ми ме фатила вака. Ја висам од 6 прозор, ме гледаат комши што ме на човек е виш одма да. Да, мораше го затвориме тоа, јеби го. Ако се свртиш надоле толку. Да, па тоа е, ама веруј ми соработава со све. Затоа што доаѓа има интервенции што стварно треба да го правиш тоа. Особено ако се некое старо лице, ако падна тоа. Некогаш детенце кој на филмови онака да го грабнеш, ајде и не, стар човек имам спасено така. Со него излагаш ни зобна. Да, имам спасено така по стар човек, да. Па брат од димница, тој не е при свест, брат, и зимаш го, другите гасат и што е прво да земеш мокра крпа и на уста да му Па така да, ама не тој више како во без сознание. Така да. Пошто чадот му навлегува. Точно, да, е така и иначе тоа ти е прва опција, брат. Мокра крпа, брат, да имаш. Па да, заради да, и така многу по да. Димот. Ке издржиш поише него ли да си вака на голо. Тоа ли е нешто така на адреналинско или дај нешто каже? Не бе брат, адреналинско, што ти кажам адреналинско. Куќа изгорена, брат, со куршуми да пукаат, брат, да не знаеш кај ќе рокне метак. Да се криеш позади ограда, да. Заборавена кутија со куршуми. Кутија да ловџија е, и пука. Тоа не знам дали треба, дали смеам да го зборам, ама нека идеш. Има и доста интервенции, има брат и оние не се глупости што ти доаѓа мачка од дрво сум водел. Добро, тоа. Да, кога на филмовите дечиња, дека дечиња исто ни доаѓаат во пожарна од градинки од сегде и доаѓаат, спасувате мачиња, спасуваме дечиња, све. И у лифта ако се заглавиш да му кажеш тато викни пожарна ќе дојде да. Сегде брат буквално. Ама ти викам треба малце што гледам и со колеги, стварно треба да сакаш работа, на пример ја војник никад не се пронаоѓам у војник да бидам, разбираш. Не се пронаоѓам у полициски сектор, не. Да. Ама пожарна ни е некако и на карактер, знаеш како погодена. Како згрижувачки, како општествено си одговорен, храбар си, рачунај дека цел свет ја рачуна професијата дека неподмитлива работа ти е пожарникар. Не може утре да ме набедат за никој дека те подметил нешто. Добро, има на пример пожарникарите одговорност да те набедат дека вие сте виновни што изгоре, не знам, објектот или луѓето, не дај Боже. Па брат, види, ние доаѓаме да спречиме оган и да го изгасиме. Прво го спречуваме, па го гасиме. На пример за доцната реакција. Нема за доцната реакција, има луѓе кажуваат брат дека пожарно возило дошло без вода. Тоа никогаш не се десило брат, мислам и од кога постои пожарството брат. Не може затоа што ја кога зимам смена ја морам да си да проверам алото што ми е црева дали имам све што имам и на крај цистерната дали пуна да фали 1 сантим вода да фали во цистерната мора да се напуни до крај. Тоа што го небулози што пуштаат брат луѓе без вода да сме трачарска држава. Да, тоа да, а иначе одговорност брат да има се бара од сега на пример не знам дали се дешавало. Знам во странство се дешавале ситуации, гори стан, го поплавува долниот комшија ја тужи пожарна дека многу вода се потрошило со поплавена, после дали пожарна кај што е кој министерство е, осигурањето го покрива, да, тука. И стварно се таа некои тактики си има као одбојката, така тимско е брат многу, што и лево и одбојка што е лева страна, ма и десна страна пожарникарство, све ти е тимско, ако не си тимски играч брат. Се има случајно твоја кариера, сега малце глупо прашање, сега ми текна, не ми е смислено од претходно.
да загине некој твој колега од некоја акција? Тука не, 4, да, имало порано, има да. Во овие шумиве која горе едни словенци, ако не се лажам. Да, во шума се десило, брат, кога се дешавало во Струмица загина, во не знам каква била ситуацијата, ама ги опколи логнот пожарникарите и што шумскиот пожар не е за ебанција. Не бе како се. Ти беше ли на овие гасења? Како не бе? Те праќаат нон-стоп. Но горно Конјари 42 км брат за 22 сата. Со настојанче тие нови некои, мислам старо нови оклопни. Па тие беа, да, на пример тие хермелини, тие хермелини и пинцови, што се тие на пример во горно Конјари кај што бевме не можеа да стигнат до таму и мора пешки да идеш. Со вода на тебе, метли и идеш, ти викам за 20 часа 42 км брат на планина. Нога соблакаш брат, што да ти кажам? Учизми дека си брат, да. Оттечено прво, спурено. Викам оној како се викаш од лета брат да ти извади чорапата. Да бе, и ти викам тоа е способност треба, а све се учи иначе како секој занат. И ова е еден добар занат. Битно ти е задоволство и окей, не ти работава како ај кој киде сега таму, знаеш. Сакаш, што кеј фидеш, вајда. Па брат, баш ка бенефициран стаж имаш, еве сега ќе надокнади што си немал толку време. Па рачуне кога ќе идам у пензија, точно ќе идам кога сум работел од 18. Да. На 28 години се вработев брат. То и ја горе доле тоа. На 28 години, а можело и порано, ама сум немал среќа, да. Сум сакал да бидам одбојкар, искрено да ти кажам. Нормално. Сум сакал да бидам одбојкар, сум сакал да имам странско искуство. БФ-те првото искуство им беше во Ниш, второто им беше во Романија, третото во Будва. И дека од одбојката преска ме праша се живее, да, ама друга позиција да си. Мојата позиција више кога ќе сватиш дека не можеш да направиш 1 милион у кариера. Кој 1 милион? 100.000 не можеш да направиш евра, брат, што се вика за 10 години ако си у странство, затоа што треба да си фантом, брат, за да моја позиција. Слабо платено е како спорт. Па моја позиција, да, затоа што секој клуб си прави своја позиција, така, брат, треба да сум ја, не знам, не се излажале што ме купиле и Ниши и во Романија, Униреат Дешто и клубот, и во Будва бев играв, ме купија затоа што виделе нешто дека вредам, сега некои ги купуваат, брат, рачунај од играчи што се у репрезентација ги купуваат, па не играат, па ќе ги избркаат од клуб, примерно, мислам да. Време на клубот, тоа е најлошо за еден играч. Да. Кажи ми, Шаби, сега, например, на млад одбојкар, што совет би му дал? Дека животот е само сала и дрес или има и нешто повеќе? Има повеќе, брат, после ова што се случува во животот, да нов живот, дете, жена, има и тоа, има и факултет, има и образование, има и све, има време во работнички кај што играм, има млади деца. Има време за све. Интерес од децава, има ли? Брат, да ти кажам, после овие 3 европски првенства за њово што се играше во Скопје, да ти кажам, некако пркна малце желбата на машките деца да играат одбојка. Еве во работнички кај што сум ја, има средношколци што доаѓаат, тренираат, да ти кажам дека ко масовен станува спортов, ама не до тој степен кога кометот што е спорт еден кај нас. На пример тие деца сега кога можат доаѓаат од школа, кога не можат не доаѓаат, не можат изостаноци да има, не можат све. А иначе ако сака све се може. Ја им викам и за спорт имате време и за образование. Никој не ви кажува дека треба да се откажеш од ова, ама гледам дека го сакат и спортот и учењето. Само срамота е да си имаат кеци у школа. Да. До толку не сте чим играте одбојка не може да игра смотан човек, разбираш. Да, интелигентен спорт. Може да го игра ако има некои други предиспозиции како да имал сала од мал, да имало све угодено и да нема образование. Така можеш да играш затоа што него му е 300% посветен животот, така и тие луѓе мислам дека па така и се прави на запад, се насочуваат конкретно на ова и затоа излагаат и резултатите. Да, кај нас све знаеме, знаеш и која кола е најбољи и да смениш тоа свекици, акумулатори, ребрскаеш, знаеш операција да направиш на слепо црево, ти текне, знаеш брат, не знам, најбољи да испржиш јајца, најбољи да испечеш, не знам, па баш така е, па не. Чуден народ сме бе, све знаеме ние, све највише знаеме. Ја, ти ќе ми кажеш мене, бе седи ја. Копија таа кола врска нема ова или не знам што. Од овоја купуваш кола, кај овој бе брат, вчера го видов, ја чукна. Све се разбираме брат. Секоја професија. Да. И затоа сме таму кај што сме. Ти викам, има деца, многу е добро, женскава е на добро ниво.
многу масовен спорт. Да? Да. Женска во одбојка, брат, не знаеш, многу девојчиња има. Што е за похвала, браво. Доста има, брат, у секции школи има. се игра, брат, наставниците више во школа ги тераат сите одбојка да играат. Особено ако се поише девојчиња или машки углед. Само одбојка, брат, мрежа местат, што ти викам многу е добро и здраво, што више. Дека сум успол одбојка, што сум се сакам цела Македонија да игра одбојка, разбираш, за да имаме понатака репрезентација, за да не му ја мислиш. Сега кога сме кај репрезентација, што се намести на пенал. Да. Кажи ми, Шаби, кој момент најмногу те заболе кога свати дека си отфрлен од репрезентацијата? Зашто не ми кажа на време? Затоа што пуштија патки дека од работа не ме пуштале. А 3 години бев со работа. Ова никој не го изјавува, брат, ни од федерација, ни од селектор. Сите ги пуштија патките кога на Божем не ме пуштаат од работа. А поранешната градоначалничка аз се однесеше документ со таков елан ме пушташе дека се игра за држава. И дојда прво така го свртеа муабетот, па после ја побарав јавна поддршка да ги прашаат играчите зашто не сум во репрезентација, никој не ми одговори. Се затвори тоа, затоа Ион Мараф и од подкасти се квалификува на европско првенство, сега уште едно ќе биде до година. Без мене се квалификува, но ја бев дел од тие двете утакмици што се игра во Грузија и во Скопје со Грција. Што таа со Грција ми остаена, брат, врежено у срце, затоа што пред толку домашна публика неам играно. Браво. Особено со јужните соседи Грција, да ти кажам. Толку било јако, брат, не знам, да ти кажам, не се ежам се кога да. Не ги здробивме, изгубивме 3-1. И ради тој сет што го земавме, ние отидовме на европско. Зашто изгубивме, брат, сега да ти истанчам зашто дека сме. Ја заборавам, викам кој. Ради публика, ради атмосфера, па тој сум ја атмосфера човек, да немам сега. И да ти кажам со тој адреналин што го има во мене, да ти кажам дека не ја памтам ден цела утакмица. Цар. Да, не ја памтам само, брат, луѓе знамиња гледаат. Тука сите Македонија, еко блицој ми се. Ја палиш публиката, ја вака правам, брат, сите. Мислам, не знам дали беше таа, ама те гледам дека знаеш да кокетираш со публика и знаеш да запалиш атмосферата. И највпечатлив си со бркчињата, па и на тракано се тука. Тоа малце идам да ја носам, па ја заборавме, жена, ја заборавме траката, така кажавме у подкасти со трака идеме. Да. Кај е траката? Ајде се идеме. Да, иначе разочарување нема, брат, сега има европско првенство, да ти кажам, гледам што сакаат да ме заменат некако со некои играчи, да ти кажам вака искрено, на никој не се давам уште, затоа што гледам, пратам кој како напредува, што напредува, затоа што малце поише од нив разбирам одбојка. Па има ли шанса да те вратат? Па брат, Леси увек се враќа, Леси увек се враќа куќи, брат, не. Тоа да знам, а без дудлање, брат. Зашто да дудлам кога најдобар сум репрезентација како е, брат, пиши на интернет. Најдобрите од државата се собираат и се прави пресек за најдобрите и на тренинзи, и на менинзи, кај нас е малце свртено. Да ти кажам како. Има ли политика во македонската? Има политика, личен интерес, нема политика ВМРО СДС, само личен интерес има, брат. И тој личниот интерес ти е што го злоупотребува. Па брат, рачунај се, ја ги кажам, Киро, ајде у пичку материте и да отидеш тука на сите, да кажу у пичку матер, ајде да го избркаме, да дем. И таа е тоа, да дем женски муабети, не женски муабети. Бабини муабети, кои баба бе не, брат, баби вај камери се гледаат се умало, ами муабети им се, брат, многу како не знам, тоа го има, да, ама мислам дека сум доволно мокен да го прекратам некој дел тоа и за да дојде стварно искрено, брат, би се извинил на сите, брат, и сакам да ми се извинат и они мене дека тоа, знаеш како ти е, како се осеќам ко Роналдо некој момент, како Роналдо да го избркаш и сакаш да победиш, епа нема. Ја бев Роналдо еден момент кога игра со Грција, кога ја гледав утакмицата, бев толку малце разочаран, затоа што со истата екипа игравме и во Скопје, чак малце појака од таа што беше 2-3 играчи не им беа, кога ја гледав стварно бев разочаран, затоа што со смените тие што како прва работа малце сум постар, поискусен, некои работи ги угледувам, како играчки, не како приватни. И тоа беше стварно некака катастрофа, брат. Имаш некои играчи, брат, не му иде, па леле ме боли да смениме, па разбираш. Разбирам. Не само репрезентација, сегде у клуб и у МУП, сегде имаш такви играчи, тоа ти се, брат, играчи знаеш какви
Да ти ги кажам, Лешпери. не бе брат, лешпер. Па тоа е брат, дошол да игра и не може Да. или игра или не игра брат. Тоа е Брат, спортот. рачунај, ја игравме имавме турнир, патувавме до Хрватска, не знам до кој град брат, и у автобусот ја се укочив брат. Ајда. Укочување вака брат, не можам на тренинг да идам, некаде лапаш пенкилери, не иде ништо брат, а играме утакмица. С хернија фрки? Не бе брат, нешто вака сум спијан. нерв некој си Да бе, прикриш. у автобус да идам, доле спијам. И идам сега, таа ситуација многу ми останала добра. Ја Каде идам бе повреден толе сум. спиеш, извини, кај она кај што ги Нели стават вака се папири? седиштата, ба? Не. Не ме кај што се оди за да седнеш таму на си легнеш на патеката. Тука чаршен на патеката, да. Браво, И тука што топло, легенда да бе па си, за. И брат рачунај цела таа ситуација, морам да кажам, јас се уствари тоа е некој дел на повреда. И сега доаѓа никој не ме само како ти ја разбираш, не доаѓа тоа што имавме друг немаш масер, селектор. ова, Имавме што друг физиотерапевт. селектор, имавме масер, капитени, мапитени, сите доаѓаат брат. И сега ние треба да тепаме за да имаме, не знам, боле пласманче, не знам како беше, ама мора да играме да тепаме. Никој не ме еба 2% брат, извини на израз. Идам да примам прв пат у живот, примав инекција у Хрватска брат, у брза помош. Кетонал. Не знам што ми фукна брат, Да, бе, абе само што искочив брат, така ми ја фукна брат ко знаеш како бев ко нов брат, ајде викам сега дај тепај. Пейнкилер брат. Да, ми кажа дека 5 сата од тука, вика, имаш, после може да те пушти. Брат, играње утакмицата ко фантом, никој брат, сам идам да ти кажам Тепавте? Тепавме брат. Тепавме, да, тепавме. Таа ја тепав, не, со Шпанија. Со Шпанија игравме, изгубивме со Шпанија, па ја тепавме Хрватска, така некако, или изгубивме, нема везе, ама многу добри утакмици. Битно сте се Лично пласирали. изиграв ја и како репрезентација добро изигравме. И доаѓа брат и сега ја треба да отидам да се спремам за репрезентација. Треба све да биде доктор, немаше не со власникот на хотелот ме носи у брза помош ми ја фукаат. А и сега за плаќање брат. Треба да платам друже, да ти кажам цифра за една инекција брат колку ми побара. Осигурање таму немаш од Па немаш бе ништо со репрезентација сме, ние немаш, да, и ајко брза помош брат. лош, да. Таму со брат дека јас сум тезгарош, сакам да се ценкам многу, сакам и да молам нешто гратис да земам брат и сега викам ова мора да го земам брат 460 евра ми бара искрено. Од инекција. Од инекција, да, дека немаш ништо ни здравствено, ни масе, ја викам Добро барем на приватно осигурање да си направил по 10 евра. па, патуваш брат. Имам животна, ама дали важи таму. И брат и таму моли коли со директорот на хотелот, се враќам и после само ти доаѓа селектор, како си добар, а моли ќе играш денес. Ќе играм, а кој ќе ја плати? Ја гратис ја земав. Не платив. Сега треба ден одмори, не утре ден те играме со Хрватска. Сега патре уште една инекција брат, ме пушти па ме свитка брат. Ајда ти. Да, и сега па идам, а сега друга смена, леле, тие брат, не знам, тие 800 евра ми побараат, се шалам. И доаѓаш брат, сам ги регулирав, тука многу сум повреден од страна на тој селекторот што ни беше. Затоа што никој не ме баше 2%, валјда и тогаш сакаа да ми направат некојаш Не мора имиња да спомнувам. Па не бе, не спомнувам да. Така. И ќе ги спомнам што да не. Ајде сега едно прашање интересно. Сум пишал вистина или мит. Дали Шаби беше проблематичен за да се контролира? Не брат, само бев еден период бев голем анархист брат. Сакав да што ќе ми кажат немова да правиш, ќе го правам. Викам беше сака нека Контра биде им идеш, контра, да. А имавме па и контраефект, кога ни дојде друг селектор, кога ни дозволи све брат, тогаш тогаш нема. Кажал ли проблем. некој на пример премногу си свој, премногу си егоцентрик? Па сите бе брат, тоа ти го кажуваат. Разбираш, победуваме како Пошто тоа е тимска игра, не може индивидуалција. Абе слушај, победуваме како репрезентација. Овие што сме чирачи удараат брат, најдобри сте. Ја фантом су изиграл брат без грешка, разбираш? Браво, вика, ја тепавте Данска. Губиме од Данска втората утакмица, ради Шаби изгубивме, разбираш, овие не можат поен да земат. Тоа ти е позицијата ти е таква или да не постоиш брат, ама јас си направив да постојам над сите. Да, постојам над сите, да знаете, мислам се уште Шаби е здрав. Ви пожарникари, ова ми е полека. Ова ми е најгото. Од цревата што ги фрлама. Да. Не, тоа знаеш што ти е. Татко ти што си идел таму в Бодовот, што си работел. Брат и клубна сум штема. Рибар да не си, брат. Да, не бе, и брат тогаш идев, па брат идеш брат, решевме навој. се прави. Па од кречење брат, мачкав се.
од силиконирање. Добар си. Ајде. Брат, не проблематичен, брат, не, сите ме гледале како проблематичен, а може сум имал нека среќа нека друго општество да сум бил ке ме шутнеле од одма. Ама ја да никад не сум закаснил на тренинг. Еднаш неам отидено на тренинг дека сум имал упала на ахиловите тиви, не можев до веце да идам под 45 минути, идев у веце, не можев да стапнам. Само тогаш неам отидено. И ако сум бил проблематичен, немал ни на тренинзи да сум идел, увек сум бил прв. Увек сум изработувал све проблематичен за тие што не ме љубеле. Да, Или јасно. не ме сакале. Утре некој од тие што те тргна, се не знам кои те тргнале, не мора да кажем имиња реков или како било, еве да ти се јави. Утре тој, и што би му рекол прво? А рачунај ја дека отидов да ги гледам утакмици, брат, кога игра репрезентација у Скопје, дека бега од мене кој ѓал од лук, брат, да сум им убил фамилија, брат. Кој ѓалванус. Кој ѓалванус, да. Да знаеш ѓалванус, не? Да. Знае, Вачо Петрушев си Вика да не бараш, после да излезеш, само да? тоа камерава не ти ја Да. покрива. Можеш да се збори. Шо вика да не сакаш после да излезеш? Да не молиш за да излезеш? Да, брат, не знам бе, еве сите знаат, брат, немам непријатели, со никој не сум се скарал во живот, не сум не зборел со никој, да. Сега, брат, ти викам, сум имал вака тет, си делел, Сигурно си брат, се десило нешто за да дојде до тоа, вајде да си имал кавга или расправи или нешто си игнорирал или можеби од они работа не тебе. ме пуштале, бе. Добро, тоа е измислица, окей, го кажа, ама вајде имало некој внатре тимски конфликти, како да ги кажам, или со некој можеби играч не се мирисаш, или со сите беше окей. Не, кај да не се мирисаш, брат, ја поише сум живел со нив по хотели, по припреми, брат, не со брат ми дома. И сега ти си делел леп, а тој од кога мислам леп си делел све, си И влагаш со себе и гледаш се мирисаат од бекариот. Се мириса? Да, бе. Да, брат, рачунај дека тоа е целата работа, брачо. Абе, Има ли некој спортист во Македонија кој што поминува низ или ти веќе помина во моментов поминува низ истото како ти што помина, а не ќе да каже? нема. Не постои. Мислам дека не постои. Говориме за одбојкар. Да, одбојкар па поготово. А од другите спорти не знам, ама нема бе брат, за тоа ви кажа брат Шаби еден што валја многу публицитет зема бе брат, почнаа луѓе многу да ме викаат на вака на сегде да Шаби иди награда, како- земи награда, Шаби Стварно да земи. како фацим беше, како бренд таму. Епа Не знам, брендот, некако епа раскина договор со брендов за 2 утакмици, ама сега ќе се вратам да ти кажам. беше предпознатлив во репрезентацијата, тако весел, среќен. Па ради тоа може дигачна брат, мислам дека атмосфера и добар играч, да, секако. мислам дека публицитетот им го украдов на некои други луѓе. Што сакаат да бидат цело време да се збори за пример свака час за Кирил Лазаров и треба да се збори за човекот, брат. Кон него нема да има, брат, светски играч. Добро, тоа е ракомет. Сега да, А па кој е ракомет. најдобар одбојкар на сите времења во Македонија? Има ли таков? Па брат, рачунај сега Јошко наше. Миленков. Јошко Миленковски е селектор за Ама играч, била- не знам како бил, не знам не како играл бил. порано? Не. Сигурно? И играл брат на време, да сега да го прашам Добро. татко ми дали бил добар Ајде, или не у не. Југославија, Македонија, има ли некој за сега Па што брат, колку у Македонија Кирил има Лазаров? што ги брат дека се различни позиции, брат, има А, некој нема. што го зборат Митко Стојанов, еден стварно страшен играч бил, брат. Ја не сум го гледал. Старе тој сега предпоставам. Старе, да дедо е више да му се снеди. Добро, тој бил добар. Имаш Струмичанец, сигурно. потекло од Струмица, да, Струмица, да, потекло од Струмица. Епа брат ми беше менен наставник. А иначе другиве позиции да ти кажам, Јовица Симовски го имаш коректор, што за мене е меѓу топ 1. Што Ја овако такво од поново срце, што знам. такво срце брат за играње, за мајање, за тепање на топка брат. После тоа е Не да спомнувај имиња, све кажа. Па ете што да ти кажам, си тие се. Ги фалим Најдобар, позитивна да, конотација. па и негативни ќе кажам, што дека ако им се Овој налика Георгиев според тебе добар ли е? Мене ми изгледа како Па, брат, најстабилен. Знам дека и доста е... тама тука. Па нели у Турција негде играше, кај играше? Ти или врска не па играше у Дека Турција. играше негде. Играше у Турција, брат, рачунај он 17 години е у странство, брат. Да. Ама добар играч, според мене. Да, Е, добар, и добар, добар играч, мечи. ама според тие 17 години бар требал да освои една лига шампиони, а он
Па добро се, не му се погодило. Па играше Лига шампиони со Љубљана кога беше, се играе како што беше, ама еве го Јовица Симовски нема освоено ништо такво, ама Брате, јас сум добар глумец, немам земено Оскар, исто тие, не земај. да и тоа. Ама брат еве го од различни позиции што се. Еве го Деспотовски што ни беше дизач, брат, таков дизач, мислам дека нема да се роди више Македонија да има. Со тој жар играч како што треба да биде. Дизашови што тие дигаш. Да што тие мести, да, динг, да, Дарко Ангеловски нема да има боле либер од него, разбираш, а најдобар одбојкар у Македонија. Кој беше бе тој Дарко Ангеловски? Со бркови, со траката. Со траката, Ќе го да. викнам у ред. Да. Кажи ми кога се деси све ова, више привршуваме со оваа тема. Кој ти беше најголема поддршка кога сите занемеа? Не мора да е од светот на спортот. Брат, да ти Можеби таму имаше поддршка некој брат, или? тоа таму е 100%, а друга 100% се ќе спомнам само доктор еден, брат. Психијатар? Не, бе, ја да идам на психијатар, дипломата ќе искине тој, да не знаеш што се деша. Да не си паднал психички? Не, еден доктор, брат, да не окажуваме кој е, тој докторот највише ме врати у шаби тој што треба да сум. Так. Да, а иначе Што е многу битна таа поддршка. Абе, а жена ми ти не знаеш бустање, брат, до левел на она ми беше психијатарот уствари да ти кажам, а тој докторот да ти кажам ме врати во нормала. Ти викам одморив од дека многу бев разочаран едноставно кога ќе се разочараш од нешто, знаеш како ти доаѓа. Да. Ти доаѓа да немам да не кеш да ги видиш, да не правиш ништо. Дојде ми да вриснем. Добро се сега што правиш у животот? Како тераш нели со пожарникарството, така ли си? Преска се мачам зборов. Да, 12 сати, од 7 до 7, 12 сати работиш. Бебе се чуваш? Бебенце си чувам да идам на тренинзи. Идам чат пат кај кумот му помагам исто со работа. Брат, искочи една изјава сега, кога беше пожарот горе во Чаршија. Да ти кажам, кратко, а многу јасно го напиша, брат, дека херој се раѓа, брат, у секоја ситуација. Муда треба ти имаш у секоја ситуација. Па да, затоа те прашам Да, за пожарникар да си, не е баш така сега. Па нема тоа брат, ти кликнува, или си или не си, у моментот ти треба да одлучиш. Така, ме. Идам или не идам. Точно. А тоа идење може да кошта живот. Точно, да. Затоа викам дека пожарникарите се едни од Да, и треба малце најхуманите да- пред се луѓе. Точно, брат, и треба малце да Ајде, не те прашав, како е состојбата на македонската пожарна или на скопската или не брат, да ти кажам, Имаме ли знање многу си има, брат. Особено постариве. Дека работеле на тој, дека ние уствари мислам дека се уште работиме на тој системот што си правила прописи, брат, знаеш како шутни, тапкаи, кој што треба, сите што го има тој систем, има све, ете има и лична заштита, секој пожарникар има џабе зборат, џабе брмчувалер да прават, брат, од сите страни. И имаш опрема затоа што никој како прва ствар нема ни командир, ни никој да те пушти да идеш во пожар без никаква заштитна опрема, све си има и возила како што треба. Кај што си иде, кај што се гаси, затоа што ти имаш и теренски возила, имаш на пример у планина, не се може со камион да си иде, имаш такви ко джипчиња, овозможени со 700 литра вода, со Саш да ми 350 кажеш дека литра сме спремни као единица пожарникарска? Па, брат, само треба во уште- Скопје, треба- во другиве градови Брат, е крш. рачунај, Скопје треба дефицитарно е, брат, со пожарникарите. Значи, фалат луѓе. Фалат луѓе, да, дека во законот во тој пишува дека еден Ајде да пожарникар... дојдам, се пријавам само малце со тие склекови, мислам можам 20 да направам. Таму ти е за една минута треба минимум 50 да направи. За една минута. Да. Брат, пумпање тоа, Па пумпање, брат, ке пумпаш. пумпање, ама правилен склек не можеш ти, Па да, брат, бе, ти доаѓа... ти вака правиш сам. Па така, шета. Тој со глата. Ама нема, треба да си млад. Сега ти си влегол Па на да, 28. ја на 28, брат, ја... Толку, мислам дека границата си ја фатил, пошто Да, на па. 30 не те примаат. Вајда, или те Па не, примаат. па брат, сега рачунај ако си спремен сајла, бе, брат. А имаш 32-3 години, а си најдобар од сите. Па добро, да, зашо да не? Па зашто не, па треба спремно, бе. Спремен Затоа што треба да, човек, мислам да. Не се годините. Да, што сакам да ти кажам, еден пожарникар треба да чува 1500 луѓе, според статистика. Да, сум го слушнал. Да, ние моментално не знам колку сме бројка точно во пожарна, ама според овие
што има Население попит у Скопје, население, да. брат. Па што 1 милион е у Скопје. За мене е 1 милион, брат, особено сега денеска е може и поише од милион. Да. За дефицитарно, брат, мислам за околу 2-300 пожарникари да се примат, затоа што Ајде, нека се примат, апел до владата. еве, има Примете ги. Има обезбедување на концерти, има обезбедување на стадиони, да, бе, има да, на утакмици, превари, да. Имаш технички интервенции, собраќај многу, кога ќе собереш у глобала. Тоа собраќајка, па кога ќе се згмечат некои, па ве викаат вас, мора да шајбната да исечеш, да, брат, мора тука, да. Се тоа мелено месо, брат, каша попра, тука нели па се, ти доја да припаднеш, или тука треба да си психички најцврст. Пошто све брат, сте виделе вие, брат. брат. Работа, јас за 4 години до сега, кузне што имаш ти видено. викам, има винено, ама не можам да зборам, не сум до толку соодветен на темата, да. Чути, брате. А се деша, сите рачунај, абе у Ливско кога ќе се загледиш од паника 193 вртиш. Идеш сум одглавувал со панични напади луѓе во Ливско. Добро, клаустрофобија нешто, да, поготово. и тоа доаѓа и не знаеш, брат, и доаѓа кога ќе извадиш или за нас више како рутина, ти доаѓаш, знаеш, што ти е так, отклучуваш, си искачат, тој ше, брат, ти не знам, благослов таков да ги видиш луѓе, брат, кога доаѓаат. Значи не може да биде подмитлива професија, брат, помагаш на луѓе, не може, да. Помагаш и на луѓето и со одбојка да тепаш, ги радуваш, разбираш. Све нешто позитивно треба тоа малце што се вика, што викам ја да се смени. Што се случува у тие вашите чекални, дури седите, слушате музика? Каде? Па еве, например, седиш на смене и сега нормално, нели, као пожарникарот, сите сте спремни, ама нема работа. Па брат, и најднаш тоа, ви, така па ли? Па прави динг-донг, да, динг-донг, да. Баш е така, она? И се спуштате по тоа или врска нема? Па замислете. Па брат, рачунај, на шипка, брат, дичата игра тука. Вика, замисли, вика, ако останеш без работа, можеш стриптизер да видиш. Да, сериозно, на шипка нешто таму да се. Има да таква, брат, има стварно, тоа е направено во. И зашто е тоа направено? Да од горе да не идеш по скали, одма се спушташ. Па да, одма тука до возилото се симнеш, да, имаш во пожарна, брат, имаш соодветна опрема за во кругот кога си на работа, имаш соодветна опрема кога идеш на пожари. На пожари кога имаш две опреми, едната ти е за урбана, другата ти е за теренска. За теренска планина манина, затоа што ти тој повеќе те штити во урбано кога е него ли во планина кога идеш, дека во планина знаеш како е други се условите, а станкова гори потесно, комбилизоните си идеш, се носат се огнотпорни за поише време да може изолационите апарати што ги носиш, свети е многу поразлично. И сега ти како обука, како пожарникар си ги имаш и двете опции, мислам многу опции имаш, треба за технички интервенции, све е тоа обука, ама тоа со тек на време ти вика, па брат, рутина. Повторувате од време на време. Па тоа одбојка кога играш вака, првиот пат сега да видам како сум играл, ќе кажам што е ова. Сега кога гледам, па не знам убаво да играм затоа што си подзаборел. Значи све треба рутина. Треба повторување да нели е мајка на знаењето. Така вика, да. Многу кул, пријатен човек си, морам да ти кажам. Па кул бе, брат, како не е она само на телевизија, пошто има некои маски, ќе стаи, ќе се смее, после дегем позади камера, баш си онака природен и... Па тој сум бе, брат, и тој си, да, и тој да си останеш. Ја не знам, а вие што да ги сватам, кака кигики, онде ќе искачиш, брат. Еве кој те е бал, разбираш. Брат, исти ѓаоле, брат, што ќе добијам ако се маскирам, бе. Да. Сега на 1 април више не се маскирам, да ти кажам. У ретка стојање е слоганот. Зо, нема маска. Без маски, да. Па без маска, бе, брат, што ќе без маска. А ако без маска проблематичен, не бе. Не се шалам. Кој некад ќе ги избричиш овака се реши? Брат, ги избричив, да ти кажам, никакво бри, знаеш кога сум ги избричив, брат, у Будва кога. Да ти даде сега 100.000 евра, ќе си одма. Да ми го затвори само кредитот, брат, одма, знаеш како. Нема. Брат, во Будва кога играв, вака исто доаѓам да ги правам, брат, нешто чак. Таа дупка тука правење, леле, викам, о пичку материну, тоа ми е задњо бричење и не искочив, брат, само на тренинг. Од дете, тинеџер ги носиш кога почна бркови да растат или? Брат, ти знаеш како, имав буша коса, носев буша коса, па ми падна коса. И сега викам што да правам, а и брада дека немам брада да се чупам, ја не се бричам да се. Деве? Да, нема нешто. Голо брат си. Па нема нешто. Да, нема нешто. И викам и ај бркови ова нешто ја речо. Ај ја речо док ја бричам, ај ова. Брков брат ми остана, викам, бе, добро ти стои, предпознатлив си по него. Идеме со брзи прашања, Шави. Одговарај ми на брзинка, пошто сме пред крајот на емисијата.
Кој беше твојот најлош сервис во животот и дали уште те зезаат за тоа? Немам сервис, најлош прием, најлош утакмици имам против Шведска 4% екселент прием. Добро. Кој соиграч најмногу крадеше чорапи по соблекувалните? Никој не краде, брат, кај нас културно е, нема крадење, а иначе крадеа кога се переше, брат, кога ти снема некој чорап, ама не уште не знаеме кај се. Ако одбојката беше филм, дали ти си херојот или ликот што прави хаос? Джокер, брат. Джокер, значи до хаосот поблиску. Што е попасно, блок од 2 метра или пожар што не сака да се изгаси? Брат, второво е позаебано, брат. Да. Прскаш се вакво, депониите тоа, брат, да знаеш, прскаш се пали токо бензин да продаш. Каша попара. Каша Па попара. и дишеш тоа таму, ова што беше утро барева, се беше там? Бев. Се надиша, значи супер. Не, на Со дежурство среќа бев. некаде. Дали некогаш си сакал да дувнеш со свирче на пожар? Опраша. Вака. Тоа само некој деген може да го направи, претпоставам. Кој ти вика шаби на работа, а кој мајсторе? Сите шаби, брат, сите шаби, затоа што брат, ја сум меѓу помладите гуштери што ги викаат и за мене постарите се чичовци, а шаби сум по пожарна. Шаби? Не кажа шаби, што од кај шаби? Мал, брат. Сите се чичовци, за мене постарите во пожарна, а во пожарна секој има надимак, кој од стари и од млади, кој доаѓа со надимак, му стои, сега не може да нов надимак. Шаби, брат, ради фудбал, ради си игра фудбал, па мало 8-9 години играв со постарите фудбал, или комшијата дојде, ово брзи црти, бевме ние дечишта, тука све играме, трчаме, правиме, не нареде и бе веколку 10-15 и така, брат, лепење. Брат ми Димитар Мите, Стефан Тркалашко, ти си Стефан, другиот Костур, Фичо дебел, Фичо слаб, ти Чави Алонсо бе прво, па после Шаби ми го фукна и Шаби остана. Чави Алонсо. И така си. Бркаат сега од Реал тој нешто, не е баш. Да, Тој нели тренер им беше, пратиш фудбал. прата. Да не трескам нешто, може не им ја тренер, ама знам Алонсо, мислам дека е небитно. Пожар или тренинг во сала без клима? Брат, Ладно ова или сум топло? и двете сум ги имал, брат, ама не знам. На ово питање не могу да одговорим. Репрезентација или викенд без аларм? Ова. Првото, репрезентација, брат. Да, бе, нема подраго ми е по патриоци, света. нема По кај свето ми е, тебе. брат, не може. Вилијам Волис, Брейвхарт, омилен филм да не ти е. Скара или протински шейк? Првото. Браво. Што мислиш, дали си потежок како соиграч или како колега на работа? И сум, брат. Исти, тој си. Тој сум, да, не. Кој ти вели смири се? Почесто тренерот или шефот? Директорот на клубот. Кога ќе се налутиш, повеќе личиш на Вулкан или на Тивок Оган? Ја мислам на Вулкан. Тако си ми темпераментен или не? Смирено се караш. Брат, знаеш дека само одбојка може да ме изнервира у живот. Друго не ме нервира. Добро. А иначе таков сум, брат. Љутко. Да? Банка љутко. Добро. Ако утре снимаш реклама, за што би била? Спортска опрема или противпожарен апарат? Скопско пиво. Не ви ги рекламирај, не ми се спонзори. Добре пак. Да. Нема везе шо. Кажи ми, како се чувствуваш у Редкаст? Дали си направивме убав муавет? Брат, супер бе, културно Лававо, така си позборувавме за И знаеш све. што ми се свиѓа, брат? Што недов спремен на прашања. Да, и ја не да спремен со прашање. Живи се, брат, да, ја муавеци, брат. Среќа бебушот спие уште. Да не беше Редкаст, брат, будна ке ни беше. Гледаш ли? Да дојам утре пак. Дојде бе, брат, ќе дојдеш Цел ко прв гостин 26. 2026, да, веќе нешто друго ќе Да, кажеме еве ти што не го викам, на спомнавме. некој- Со тебе секогаш има теми за разговор. Брат, има. Абе, луѓето, знаеш, не веруваат дека малце мислат дека сум мртв. Брат, и јас знам понекад се од задниот период со книги читање, нешто ваму истражувања, Види да. колку книги Да, и слушаш, и сега ти кен кажеш, абе, не заебај. Што ти кажувам, бе, абе, тај нешто виц мислам, кажеш. Да, Будни некоја заебанција, ти кажеш нешто за да иде. Што викаш, не знае пола од луѓето што се у спортов. Да. Што е 2 август, брат? Каде за нова година, шави, Не дома? знаеме ништо, брат, дома валјда. Па со бебенце. Или дома, или се- кај старосватите, или со кумоите. Ај се си дома, ај се си мадро. Да, Не, мислам, немој да го носиш детево како ти тргна.
на крај на плоштад со него на 6 месеци. Па добра шанс, брат, да ја однесовме на 2 месеци на концерт ние. Знаеш дека у Шведска бебињата надвор ги оставаат со спиење. Не па заш па здраво дека. Ги јачаат. Па Кај нас кај нас вакцини фукаат. Мислам спартанци ги прават. Спарта. Ша би поклонче од ретка, за Што имаме поклон? Па еве една чаша, Еј, брендирана со нашето лого. Зирни ако сакаш. Абе, и супер. Таман одлично, ништо тука на сопругата ќе даеш кафенце да си пие чај. или чајче, да, или да ти прави тебе и така и да кој ќе дое некој ќе те праша, брат, да бе, фуретка, скажи изрекламирај на малце. Па што бе, брат, одма што вика лайк, шер. Да, на крај кажи ми нешто што имаш да им порачаш на Мудра младите мисла, спортисти, така? па не мора да е, да, мислам, ако си толку мудар, Конфуције, Слушаш вика ако да порачаш нешто за публиката и таму можеш да да, кажеш. знам, вика како беше она, ако поштарот носи пошта, курирот што носи. Да, ништо што да кажам, брат, сите знаат дека сум позитивен. Брат, само искреност, брат, и многу здравје да имаме во новата година, дека последен сум сега вака. И мислам дека нема да биде и последно гостување во Редкаст. Сакам Нема па да да, сакам пак да бидам гостин вака, да ми има уште што викаат уште фрижидер, сакам да им искочам на луѓе, да им досадам у јавноста, затоа што ме немаше луѓе, ме немаше на подкасти, ме немаше, друг траеше репрезентација. Сега ме има од еден, од друг, од трет и таму по сите ќоши ќе ме гледате на градот. Бидете само срекни, задоволни, љубете се, сакајте се, викам зањето ми беше правите дечиња и бидете срекни, задоволни со своите блиски. Одлично кажано. Леле, брато. Фала ти. Ова го спремив сега пред Да. 10 секунди. Да. Да. Фала ти што ја прифати поканата. Ништо, фала. Секако ќе те имам во предвид за наредни емисии у 2026-та. Брат, рачунај, ова е многу добро подкаст и е се добро затоа што ги гледаат, па ќе се види утакмица нешто, ќе се знае какви некои информации стварно се добри за да се дојде, ама сега знаеш како Многу се накотивме, брат, со подкастиве. Ние Па, сме ако, едни од брат. првите, меѓутоа Нека не дека има, нешто, нека има за сите, да, брат, ама нека има мислам дека се многу- презасити контентот, онака да ти кажам, и вниманието од публиката е се помалу и сакаат да многу сервирано да им даеш, затоа и риловите се многу погледани. Ќе видиш и сам, твоите рилови сигурно ќе Те бидат па, гледани. а замисли Никој нема ја што време да гледам, се- бе, ја што гледам, брат. Ма добро, не викам дека нема такви, меѓутоа Да трае 30 сата, многу боле ќе биде. да. Да, па ќе спиеме поиш. Тоа беше, драги гледачи, Фала. Дарко Шаби, Шаби, да дием Дарко. човек без влакна на јазик, без маска, сигурно приметивте и сами. Он ги кажа своите желби и честички, ја ги викам, сега дојде ред и јас да ги кажам. Во 2025-та имавме навистина плодна сезона, беше доста интересно, ветувам дека ќе направам еден колаж со сите најинтересни моменти од моите гости, тоа ќе го видите за брзо време од 2026-та нормално. Ќе ви посакам само мир, благосостојба, малце попски звучи, ама стварно ни треба мир на сите, натрешен мир. Ќе ви посакам многу здравје, ќе ви посакам среќа, да се сосредоточиме во 2026-та и да бидеме поконкретни како нација и како луѓе и поодлучни за многу битни работи, затоа што системов ни се распаѓа, тоа е факт, ама мора да се држиме као македонци, као луѓе кои што си ја сакаат оваа држава. Тоа ќе посакам и на држава, да не прави лоши одлуки, а често ги прави. И исто би посакал на многу љубов и нормално за секој човек, талентиран и неталентиран, за сите битија што очекуваме по оваа земја да го прават тоа што го сакаат и да нормално да бидат успешни во своите проекти. Ве поздравувам многу, срекна нова година и се најдобро. Се гледаме во 2026-та. Поздрав. Have a new year. Да. Чао, чао. Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Редкаст. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Македонија!
Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! Ура! Ура!